Благодарам, председателя. Благодарам, почитувана колешке Сања Лукаревска. Јас поднос на критиките и коментарот за самиот ребаланс на буџет, ќе кажам дека токму овој ребаланс на буџет представува школски пример за тоа како треба да се изготви еден ребаланс, еден документ кој што е очигледно добро планиран и во првичниот буџет за 2025 година. Имено кога зборуваме за животниот стандард на граѓаните, јас морам да подсетам јавноста дека тогашната власт на СДСМ и ДУИ ги покачи, замислете, стапките на ДДВ на над 2000 прехранбени производи од 5 на 10% во услови кога инфлацијата тогаш беше и 14%. Денес имаме инфлација која што е на стабилно ниво од помалку од 2,5%. Тоа прави огромна разлика во водењето на политиките. Овој буџет, имено кој што еве сега имавте и своји видувања поднос на истиот, става посебен фокус на капиталните инвестиции. За разлика од тогашната власт, кога не можевте да се седите на 1 километар автопат кој што го направивте, во моментот се прават 4 автопати и активно се работи на истиот. Овој буџет е буџет кој што ќе биде за сите граѓани, за сите општини, имено со вториот повик кој што е објавен за општините за капитални проекти. Имаме 828 проекти, тоа се општини каде што имаат аплицирано и ваши градоначалници од СДСМ. Прв пат имаме буџет кој што не прави селективност и се однесува за сите граѓани. Со овој буџет имате поддршка на стопанството со 250 милиони евра, во кој што нашите информации укажуваат на тоа дека во комерцијалните банки имаме побарувачка од што е можно повеќе искористување на овие средства, така што и домашното стопанство во овој дел ќе заживее. Кога зборуваме за зголемени плати и пензии, во делот на пензиите, мислам дека е доследно да кажете да пофалите дека барањата конечно на пензионерите се исполнуваат. 5000 денари линеарно добија, побарање на пензионерите, побара линеарно зголемување, еве, кое што најавуваме дека ќе се случи во наредниот период од 2000 денари, така што во овој дел ние не ги оставаме оние со минимална пензија да бидат на работ на преживување. Драго ми е што во делот на образованието ја истакнавте значајноста на студентските домови и се согласувам со тоа дека е најважно во овој дел, овој буџет имаме најголеми зголемувања можеби во делот на образованието, особено во делот на реконструкција на училишта, зголемување на буџетот за УКИМ, на кампусот Мајка Тереза, тука се опфатени ваучерите од 250 евра за електронски уреди и така натаму. И конечно, ако сакате нешто да направите за граѓаните, доколку сте искрени во намерата, единствено нешто што можете да направите да гласате за овој ребаланс кој што се однесува буквално на сите граѓани без исклучок.